Јас сум многу задоволен од организацијата и реализацијата на овогодишниот пиво фестивал 2018 во Прилеп. И тоа од едноставни причини, многу јасни причини, затоа што имавме 4 дена добра забава, одлична забава, кај што сите граѓани и гости, публиката се забавуваше бескрајно во овие 4 дена. Имаше одлична атмосфера, никакви сериозни инциденти немаше случајно во овие 4 дена. Хигиената беше на високо ниво, секој ден исчистен градот беше во раните утрински часови. Сите јавни предпријатија максимално и професионално си завршија својата работа, дури и на времето што беше синоќа околу 20 часот, 21 часот, не ги поколеба нашите граѓани и гости да излезат повторно да продолжат со игра, забава, веселба и дружење во последниот ден на фестивалот на пивото. И во оваа прилика сакам да упатам пред се благодарност на организаторот на овогодишниот фестивал Пивофест Прилеп 2018, агенцијата Infinity, кој што заедно со дел од работените во општина Прилеп, мако трпно работеа, посебно последните 2-3 недели, подадоа својот максимум, достоинствено работија и беа посветени на својата работа, за да дојдеме до крајната цел, ова што ни се случи на наше општо задоволство, овие 4 фестивалски дена да бидат успешни и да бидеме на крајот сите задоволни од добрата реализација. Исто така сакам да упатам благодарност до сите стопански субјекти и компании кои што финансиски го поддржаа овогодишниот фестивал за нивото да биде повисоко и добра реализација да имаме на истиот овој фестивал. Благодарност да упатам до јавните предпријатија и до сите институции во градот кои што беа задолжени секој во својот дел од делокругот на својата работа. Да кажам само дека во текот на викендот во Прилеп од другите градови дошле околу 8.000 возила, значи за 2 дена во сабота и во недела, биле регистрирани од службите кои што се ангажирани околу паркирањето, ви за нив упатам благодарност за нивната работа. Во овие 2 дена, значи на викендот, Прилеп го посетиле од надвор околу 100.000 граѓани или туристи. Што се однесува до финансискиот дел за пивофестивалот. Да кажам дека од општинскиот буџет, како што знаете, Советот на општина Прилеп издвои 2,5 милиони денари за реализација на пивофестивалот. Тие средства што ги издвои денес ќе бидат ставени на страната на општина Прилеп и јас сега ќе ги прочитам за да биде јавноста информирана каде се потрошени општинските пари. Направени се авторски договори со соодветни агенции од дадените музичари или пеачи кои што беа присутни за овие 4 дена. Значи, Тони Зен 154.250, значи овој плюс персонален данок за сите. Александра Јанева 43.150 денари. Фортисимо Бенд 30.850 денари. Next Time 154.250 денари. Црвена јабука 370.200 денари. Дарио 215.950 денари. Бени и бендот Нонстоп 184 денари и 500. Значи ова е сумата која што ја издвои општина Прилеп со авторски договори за учесниците, она што требаше да бидат реализирани сите овие изведувања во 4 дена кои што поминаа. Многу сум задоволен од реализацијата на годинашниот Пивофест Прилеп 2018 и без разлика на тоа што имаше различни коментари, скептицизам,
дали воопшто ќе се одржи пивофестот, како ќе биде одржувањето, дали ќе биде истиот начин, истиот тек на одржување, дали ќе се промени локацијата и така натаму. Ево уште еднаш да кажам, имам кажано и порано, дека направивме неформална анкета пред почетокот на пивофестот, уште кога се договаравме за реализација на овогодишниот фестивал. Направивме неформална анкета од граѓани од 18 до 70 години, од угостители, непоследни учесници и така натаму. И сите околу 60 до 65% кажаа дека се задоволни на ваквиот начин на организирање на пивофестот и локацијата на одржувањето на пивофестот. И од тие причини оваа година одлучивме да го направиме пивофестот исто како што беше минатите години, значи истата локација и истиот начин на реализација, нормално со промена на уметниците кои што беа и бендовите кои што беа присутни овие 4 дена. Уште од денес ќе размислуваме како ќе го реализираме идната година пивофестивалот во Прилеп. Мислам дека се уште постојат различни мислења, промена на локацијата, начинот на поинаку да се реализира, ама сега имаме време и мислам дека за година и благовремено ќе бидете информирани која ќе биде нашата одлука и како ќе биде организиран идниот фестивал на пивото следната година. Во аспект на организација, за нас беше огромно задоволство да ова го сработиме и го организираме, иако сакам да истакнам дека воопшто не е лесен зафат, него напротив е многу голема одговорност која што ја понесовме и се надевам дека достоинствено одговоривме на истите обврски и барања. Поминавме 4 прекрасни дена, сите 4 дена беа одлично посетени со тоа што саботата и неделата имавме огромна маса на народ, како од надвор, така и локалното население. Посебно задоволство за нас е тоа што немаме поголеми проблеми пријавени или инциденти, така да ги наречам, освен оние што се и организацијски предвидени. Се разбира, временските услови во неделата не беа во наш прилог, меѓутоа со брза координација, добра логистика успеавме да смениме програмата и да го одржиме ветувањето дека сите артисти изведувачи ќе се качат на сцената и достоинствено ќе се завршат својата работа. Сметам дека народот кој што присуствуваше на Пивофест Прилеп оваа година се врати дома насмејан и задоволен. Огромно искуство за нас. Доста научивме душата на градот. Станавме веќе пријатели со голем дел од населението. Се надевам дека и штандовите се задоволни како и нас оваа година. На крајот на денот сметам дека успеавме да направиме уште една успешна приказна. Кај нас се вели први скокни па потоа речиот, нели, за до година треба да видиме, затоа што има процедури за пријавување како организација на Пивофестот Прилеп. Доколку би биле ние, пак се разбира, ќе влеземе со нова креатива, со нови свежи идеи и она што е вашето прашање, значи дека би имало можност можеби територијата, фестивалската територија да се зголеми и наредната година можеби би требало да се размислува повеќе на македонските изведувачи, на македонската уметност. Тоа не значи дека не би го задржале континуитетот на фестивалот, но се разбира дека постои можност да вметнеме можеби театар, можеби ликовна уметност, можеби изработувачи на накид. Мислам дека фестивалот треба да добие една поинаква димензија, освен панагюрската под наводници се разбира, така да градот го има капацитетот, институциите го имаат капацитетот и сметам дека со нови свежи идеи може да се збогати таа програма, а со тоа да добие на големина и фестивалот. Значи, вкупната посетеност на фестивалот е, според нашите евиденции, преку 200.000, а онаа бројка која што спомна градоначалникот се однесува само на туристи. Тоа значи дека ние немавме фестивал само сабота и недела, него имавме и четврток и петок. Се разбира со однос во смисла на тоа дека петокот е работен ден, четвртокот беше послабо посетен, меѓутоа беше пристојно посетен и сепак имаше одлична забава и доста луѓе дојдени од надвор. Така да 4 дена фестивалот, ајде да кажам дека исполни нормата на 4-дневен фестивал. Најголемата посетеност беше во сабота и недела, затоа што најголемите звезди беа ставени во сабота и недела. Сето ова што го зборуваме значи дека треба да се размисли
и на можеби кратење на главната музичка програма, а зголемување на активностите фестивалски. Тоа значи дека може да имаме и целонеделен фестивал, меѓутоа музичка програма од 2 дена. Сето тоа се работи кои што треба да се размислуваат и да се разгледуваат за наредната година.